Воредни контроли врз пловните објекти во Охридското езеро открија бројни недостатоци и непочитување на правилата за пловење. Досега изречени се 18 прекршочни мерки, информираат од Охридска капетанија. Претовар на патници, ноќно пловење без соодветна дозвола меѓу прекршоците. За временскиот период од 6 месеци извршени се 28 инспекцијски надзори, од кои 3 редовни надзори на бродови, 4 вонредни надзори на катамарани, 2 вонредни надзори на пасари со надграда бродови до 12 патници и 19 вонредни надзори на кајчина. Од извршените вкупно надзори констатирани се 18 прекршоци на чамци, и тоа за ноќно пловење, непоседување уверение за управувач на чамец, неистакната регистарска ознака и еден катамаран е казнен за претовар на патници. Исто така сакам да напоменам, на бродовите технички преглед врши познато класифицирано друштво на бродови француски Биро Веритас, кое е надлежно за потврдување на способноста на бродовите во внатрешната пловидба. Капетанијата во соработка со езерската полиција најавува засилени контроли во наредните месеци, особено во летната сезона. Упатуваат апел до сите сопственици на пловила навремено да ги регистрираат чамците и строго да ги почитуваат безбедносните прописи за пловидба. Во летниот период ќе се зголеми обемот на инспекцијски надзор во соработка со езерската полиција и сакам да апелирам до сите учесници во внатрешната пловидба навремено да ги извршуваат своите обврски за регистрација на пловните објекти и да се придржуваат до правилата, мерките и прописите за безбедна пловидба. Изминатите години имаше неколку инциденти со опожарени пловила и сообраќајки со глисери. За безбедноста на патниците, сите пловила треба да имаат заштитни појаси, сидро, венец за спасување против пожарен апарат и радиоврска со капетанијата. На Охридското езеро регистрирани се над 2000 пловни објекти, но според екологистите голем е бројот и на нерегистрирани пловила.